Добро. И добре дојдовте во новата епизода на Cyber Команда, 50 и не знам која, не знам точно. Нова епизода. Прв пат у мајчка, извинете, 250.000 степени е надвор. И верувам дека нема да ми замерите. У принцип имам друг имидж, ама еве малку да разбиеме монотонија во имиджот, бидејќи никогаш не зборувам исто. Знаете дека нонстоп ви вадам некои нови интересни информации за кои што другите медиуми не зборуваат, затоа што не се медиуми, него се продолжени раце на партиските структури, на политичката и подземната олигархија, која што на вас ви прави животот да ви биде мизерија, но ако мислите дека не сум управо, секогаш можете да гледате и нешто друго. Има така наречени корисни идиоти кои што имаат еден куп на подкасти, во кои што подкасти гледате договорени прашања, во кои што подкасти гледате наративи кои што треба вие да ги купите дека живеете во розов свет. И ако сакаме да живееме во розов свет, јас немам никаков проблем. Дури Мечка имаше во вторников во тешки муабети, погледајте ако не сте ја погледале, добра емисија, имаше топ розови наочари, па предлагам по неговиот пример да си купите и вие розови наочари и светот ќе биде убав. Нема да има мани, ќе видите дека сите се горди во држава и дека држава оди напред, галопира со незадржлива брзина, додека се случуваат милион добри, позитивни, супер убави и корисни настани за кои што никој ништо не знае. Значи, добро вечер, добре дојдовте, јас сум Филип Петровски, ова е Cyber Команда, редовен термин 21:30 на Инфомакс YouTube каналот. Ово позади мене е братот Трамп. Неверојатно недела исполнета со неверојатен развој на настани во светот. Добро, и ние тука се приклучуваме, напредуваме брзо. Одиме, нели бевме на сајамот на НАТО, па после тоа отидовме на сајамот во Британија, но ќе зборувам за тоа. Прво малку за братот Трамп. Гледате, тука има околу увото, се обидува да го убијат. И веднаш да се оградам, ја во принцип не говорам многу често за надворешно политички настани, иако за тоа сум квалификуван јас како професор, нели, како доктор. Но сега да не се мешам во титулите на професорот и докторот, братот, другар, пријател, роднина, лидер, господин и политички бог, како и премиер на владата на Република Северна Македонија, да не му се мешам во титулите. Еве, ја како обичен граѓанин, нешто малку да искоментирам, затоа што во принцип, нели, рековме, одбегнувам вакви теми, не затоа што не сакам да ги коментирам или не затоа што немам што да кажам, туку затоа што домашната жабокречина, оваа политичка кал во која што живееме, е премногу инспиративна, со премногу настани во меѓувреме кои што се случуваат од епизода до епизода, што ја просто не можам да стигнам да ги опишам сите, па морам да направам избор од 2 или 3 по епизода, за да го задржиме оној тек, следоред на работите, да направиме една линија во времето во ова, нели, наша нова, модерна, европска, позитивна, розова, горда држава, и за да може некои од настаните да останат запаметени. Па, например, предпоставувам да не реагиравме за тоа дека Македонија е, односно парламентот македонски, се извинувам, парламентот на Северна Македонија на нашава влада, во која што е председател Гаши, на кој што татковината му е Косово. Добро, окей, они се испегла, се извинувам, они се извинија, не било тоа негова татковина, него татко му таму бил роден и не му е толку многу татковина колку што му е не татковина, ама
знаеме во срцето што мисли, но мора да се покрие со наратив од нашите медиуми, за да дојдеме во една ситуација и стварно да кажеме да поверувавме, па човекот се залага за македонските национални интереси, нели? И таман кога успеа да, нели, оние што носат розови наочари, дел од нив да ги не знам дали да кажеме хипнотизира, може би е подобро малку потежок збор, пошто лоботомија, мислам дека е соодветен збор. Сега, ако некој не го разбира, окей, небитно, битно да ги лоботомира и да кажат, па стварно бе, татковина му е Македонија, не му е Косово. И он ја сака Македонија, а не Северна Македонија, така натаму. Мислам, знаете како стојат работите. И ајде, они тука се пењавеа, се мучеа, пишува. Имаш еден морон, се извинувам, не е во генерализирана форма употребен зборот морон, но имаше еден морон од тие што ги креираат наративите и вика, не било тоа обред. Нели, знаете, џамија која се обиде овој со татковината Косово, односно втората Македонија, гаши, која се обиде да го направи, да го претвори во верски објект, односно поточно џамија, парламентот на Република Северна Македонија, излезе еден од тие морони, не знам дали е морон, или е дебил, или е имбецил. Ама едно од тие, пошто нели имаат градација на потешка состојба, и при тоа не сакам да навредам некаква група на луѓе, го издвојувам, не генерализирам, го издвојувам примерот дека имаме дебил или имбецил. Пошто нели овие зборови имаат и медицинско значење, но ја ќе користам у колоквијален жаргон, речник од улица, кога сакаме да опишеме суштество кое што е морон. Се разбираме, нели? Излезе и вика, Гаши случајно се нашол тука. Океј, ти верувам. Немало оџа, значи не било верски објект, односно обред. Океј, пак ти верувам. И го наместиле. Супер, брат. Да живее Македонија, завет напуштете ја, свирете и стварно некој од лоботомираните ќе ти поверува. И ајде си велам, човекот е греот, а он мора да ги пишува овие работи. На задача е, пари зима, за тоа иначе треба да се врати у некоја таму паланка, да не речам вукојебина. Се има таму пожари, колку што знам, па не можат ни да ги изгаснат. А овде е голема фаца, он пишува коментари уреднички. Медиум води. И не ми се верува. Значи, кога све ова го созерцувам, кога го повикувам у свест, просто не ми се верува, луѓе, у каков расчекор со реалноста е на сила начукан овој народ овдека. Па и добро е што не е полуден секој од народот. Но да се вратам. Ајде, овој не убедуваше, пишуваше коментари и да пројде тоа како што пројде. Кога? Ново срање. Режија. Овде пуштете ми го делот за што му е тој од фамилијата на Гаши, што погинал таму у Сирија, не знам кај погинал. Зетот на Африм Гаши загинал во Сирија како припадник на ИСИС. Инаку ово е зет за сестра. Не, овој ни е председател на собрание, мање битно што бил тоа. Он има безбедносен сертификат. Он има безбедносен сертификат државна тајна, тоа е највисок. И НАТО сертификат. Инаку работел, зетот на Африм Гаши работел во Министерство за одбрана, го избркале, Изет Меджити во Чаир го вработил во општина Чаир и него и сестра му на Гаши. Значи, овој со татковината од Косово, се извинувам, од Северна Македонија као втора татковина, пошто ова е татковина на татко мој, тоа не се рачуна. Што проба да ја направи џамија, да го направи џамија, да бидам коректен во реченицата, лексички, структурно, согласно на
граматиката на македонскиот јазик, додека не го преименувале у северен. Значи, што проба да го истиот, што му е татковина Косово, тоест втора северна, со обид да го направи собранието на Република Северна Македонија џамија, имал човек од блиска фамилија кој што загинал како екстремист во Сирија. Како да го објасниме ова? Ајде да видам овие со нарачани наративи што ќе кажат. Они имаат и друга тактика. Кога ќе осетат дека се у deep shit, да не ви преведувам бидејќи верувам дека разбирате на што мислам, они имаат и втора тактика. Не избацуваат ни моронски наративи, него ќутат и чекаат тоа шидот да се разотиде само од себе. И би било се во ред. Меѓутоа, нели гледате патерн? Значи, тоа е рамка или начин на однесување. Pattern of behavior се вика за тие што читаат психологија. Типови како гаши, кои што се изразито антимакедонски и балистички настроени. Човеков е балист. Кој што ти вика Косово е моја татковина, па после недела дена ти прави обред за претварање у џамија на државна институција. И на крај за недела дена искача и дека дел од потесното семејство му погинал како борец на ИСИС. Што мислите дека од утре ќе стане голем патриот, македонец или ќе се залага за нешто друго освен за неговиот балистички светоглед? Тоа се вика pattern of behavior. Можете врз основа на следоред на неколку настани кои што се случиле, а се поврзани со него, да предпоставите што понатака ќе се случува, односно која ќе биде низата на настани. Еве, немам потреба да гатам. Немам потреба да предвидувам и нешто, да изигравам вања. Ама ќе видите што ќе се случува. Вие нема да видите од него ни еден нормален граѓански, национален, нација во смисла на македонска нација, во која што припаѓаат и албанците, и сите се добре дојдени и треба да припаѓаат. Значи, македонска нација, поврзана со македонската држава, која што он па не е поврзан, пошто се осеќал као косовар, а плюс е претворена у северна. Но тоа се други прашања. Затоа сум дискутирал и може пак да се навратиме. Но, во смисол на нација, он би требало да работи за македонската нација, која што има македонци, албанци и сите други. Не мора тоа да го објаснувам, меѓутоа, колку и да го објаснувам тоа, на него не му е дел од планот. Он има друг план. Он работи за друга кауза. Кажете ми дека не сум управа. Кажете ми, Филип, лажеш. Кажете ми, Филип, импровизираш. Не е точно за џамија. Не е точно за ИСИС. Не е точно за Косово. Впрочем, тргнете ги сите тие три работи на страна. Кажете ми што направил Гаши за оваа држава. Еве, не викам Македонија, не викам Северна Македонија. Што направил за оваа држава? Освен што ги ужива сите привилегии кои што му се дадени од нашиот брат, другар, пријател, лидер, професор, доктор, господин и премиер на владата и председател на владата и политички бог. Од него му се дадени. И бидејќи не ги коментира овие три настани, значи му ги одобрува. Ќе дозволите ли да ја прифатиме онаа народна молчењето е одобрување, е знак на одобрување? Па ако е така, тоа значи дека ги одобрува. Гаши као балист да дојде за председател на Собрание на Република Северна Македонија, што би требало биде Собрание на Република Македонија.
мене не ми е чудно. И да е Боже македонец да е председател у Приштина или во Тирана, или во Софија, или во Белград. Дај Боже да е председател на собрание. Прво, знаете дека е тоа невозможно, ама така ако биде ќе аплаудираме. Значи, од позиција на Бализам или Голема Албанија на него му аплаудираат, држат клучна позиција во системот на оваа држава и он е нивни национален херој. И он тоа го кажа. Ама овие нашиве, гукнете, прошлата епизода реков, гукнете ако смеете, еден од вас да се спротивстави и да излезете надвор од улогата на медиокритети. Уствари тоа не е улога, вие го живеете тој живот на медиокритети. Овде дајте ми ја дефиницијата за медиокритет. А тука ќе пробам да го парафразирам Лане Гутовиќ. Има он една прочуена, за мене гениална опаска за медиокритетите. И не ми е вежбано, ќе овадам прв пат од глава да видам дали ќе успеам, но мислам дека за медиокритетите ќе успеам да го доловам она што сакаше он да го каже, да не се представувам јас себе за гениален, значи парафразирам друг човек. Но мислам дека е он гениален и го имате тоа на мојот профил на Facebook. Вели вака: кога ангажираш луѓе, не е добро да се глупи или идиоти, затоа што сепак се глупи и идиоти и не може да ја завршат работата. Исто не е добро да бидат и паметни, затоа што паметен човек гледа што се случува, резонира и не ти молчи. Затоа е најдобро да ангажираш медиокритети. Медиокритетите ти се како берберска столица, се прилагодила на сечив газ и е удобна. Медиокритетите слушаат, медиокритетите следат и веднат глава и секогаш ти се на располагање. И има уште една предност. Медиокритетите можеш веднаш да ги замениш. И тоа и они самите го знаат. Значи, намерно го додавам како дефиниција за медиокритет, да не го повторувам од минатата епизода, го повторив и во тешки муабети. Овде сега видовте пред малку од претходната Сайбер команда, погледajte ако не сте ја погледале, дефиниција на медиокритет, преземена од Лане Гутовиќ. Значи, не е моја дефиниција, не е измислив јас, само ја одомакинив на македонски, меѓутоа нема збор кој што не е точен. Ако сакате да ја видите оригиналната дефиниција на Лане, ќе отидете кај мене на мојот Facebook профил, низ видеата подолу ќе ја најдете и ќе ја видите. Таа е дефиниција на медиокритет. И медиокритет кој медиокритет. Ама да го има насекаде и да се преплавени институциите со медиокритети. Тоа ми е на мене чудно. И ајде, овде може на вас наратив, розеви, наочари, лоботомија и вие спите безбрижно, као во бачило. Нели? Мо од надвор гледаат и се чудат. Еве една мала, ако дозволите, ако позволите, дигресичка. Во Вашингтон се вратиле, ќути, ја мислев дека се преселиле таму. Во Вашингтон нашава делегација бројала 21, според личното признание на господин Муцунски, нашето дете, што по сила на привилегија таму кај што е, но добро, окей, така сакате, супер. Нашата делегација бројала 21 учесник, додека Хрватската само 4. 4. Хрватска, земја членка на НАТО, членка на Европска унија, со едно 3-4 пати подобар стандард од Македонија. Но, земја во која што има ред, има закон и за трошење на државни пари се одговара
и се оди во затвор. Санадер, како премиер, заврши како бедно куче во затвор. И од тогаш нема 20 души делегации. 4 души делегации. И тоа на неколку дена. Отварање, пригодни говори, сликање, Facebook лајкови оно назад. Па одржал меѓу време Пленковиќ и седница на влада, па подоцна неколку дена одржа избор за председател на ХДЗ, па 300 други активности, а нашиве уште беа таму. Па отидоа и пред почетокот на самит. Па знаете како джетлек да нема, да се прилагодат 3-4 дена на разликата у временски зони. Па на крај дознавме и дека била малку поширока делегација. Знаете на што мислам. Не ќе да повторам. Но од тоа може да се види една охолост, една омраза кон сопствениот народ. Кога го третираш крвнички, кога викаш сега дојдав, за мене гласа, нели, беа 400, па после со влем станале 600, нели, и за тоа Гаши може што сака да прави во парламентот, па и џамија. Значи, крвничко однесување кон целиот народ и нација со 21 и криење на некои работи, кои што ние упорно, бидејќи притискавме, искочија на површина и ги чачкаме. Меѓу другото, се уште чекаме да видиме колку потрошиле тие 21 душа, бидејќи беа, не знам, над 10 дена таму. Па сега искочија податоци и дека господинот професор, доктор, другар, брат, братучет, роднина, пријател, председател на куќен совет и све друго у исто време од претходно споменато, дека бил со прва класа. Па прва класа е 4000 евра. Само авионска карта. Па сега нели имам придружен односно член на делегацијата со него, па тој у втора класа ли летал, у економска? Или заедно биле у прва? Као демек, јас сум премиер, професор и доктор, и брат, и другар, и све присутно суштество, па јас сум у прва класа, а вие другите идете у втора класа, односно у економска. Чудни се некои работи што се случувале и убаво ќе биде, еве за мој гушт, еве сите 600.000 викаат тоа е топ, тоа е супер. За мене, за остатокот од тие небитните што изгубиле на изборите, што немаат репрезентација у парламент, или не гласале, или протестирале против сите партии, тие се небитни, бе, брат. Абе, тоа е джган, бе, тоа е стока. Абе, тоа да се сгази треба ко вошки. Епа, ја во име на тие сакам да знам колку пари потрошивте во Вашингтон. Колку дена бевте во Вашингтон. И колку дена траеше самитот во Вашингтон. Со што патувавте? Каде спиевте? Колку дневници поделивте на тие 21 што ги призна и ги исчита по име и презиме нервозен привилегираниот наше дете Муцунски во емисија? Колку пари потрошите за сите нив? Се досега Министерството за финансии ни одговара на официјално барање кое што е поднесено во согласност со закон, дека нема податоци од другите министерства. Епа ние поднесовме и до другите министерства официјални барања. И ви кажувам, сакам да знам до денар. Затоа што ние оперираме со бројка од 300 до 500.000 евра дека се потрошени на тој самитот за преселба на пола влада во Вашингтон. Нели, на најголемата воена алијанса на сите времиња. Да ги употребам зборовите на нашиот ценет премиер. Сакам да знам колку чинеше таа преселба и привремен продолжен престој во Вашингтон, Њујорк и други места. Па еве, ако не ви е тешко да одговорите, точно каде го снимавте интервјуто за МТВ, бидејќи се гледаат убави облакодери, значи македонска телевизија, новинар со вас во делегација,
и така од 50 спратува богато, согласно на вашето ниво. Но да видиме колку тоа, бидејќи не го плаќате вие, тоа го плаќаме ние, сите ние, колку коштало тоа? Се колку коштало. Па да допоставам прашањето до наше дете во Министерство за надворешни работи и трговија. Дали новинарите од МТВ ги ставивте во бројката од 27 или се они плюс? Или сакате да ја намалите бројката 27, да не биде 25-6, кој ќе се соберат сите, па да биде уште по-драматично, уште по-смешно и уште по-жестоко. Значи, буквално, зверски се однесувате кон парите на овој народ. И затоа оперираме од 300 до 500 илјади, се враќаме од дигресијата. Министерството за финансии, бидејќи министерката е зафатена, имаше средби со Касами, многу јако. Седи министерката и Касами, па сега пак има и возвратна посета, па ќе седи Касами и министерката. Они немаат време да соберат колку е потрошено од ово, од она министерство, што се 500.000 евра. И затоа ни викаат да собереме, па ќе ви одговориме, ама не се брзете, или може би меѓу време ќе се откажете, потоа ќе се разиде по коски. Одма да ви кажам, нема да се откажеме. Секоја наредна емисија ќе прашувам, колку чинеше прошетката у Вашингтон? На тие 27 плюс нагоре. Присутни. Колку чинеа хотелите? Колку чинеа авионските карти? Колку дадовте за 21 човек дневници? Бидејќи ако биле по 10 дена, тоа се 210 дневници. Ако биле по 12 дена, тоа се околу 250 дневници. 252 поточно. Знам да рачунам, а? Значи 250 дневници. Ако се по $200, само дневниците коштаат 50.000 евра. Тоа не е крвнички. А мислам дека и повеќе. Колку потрошивте на репрезентација? Кој ги плати вечерите? Таму кај што седите господин професор, доктор и премиер и другар и брат и пријател и све, со гаши, а контра вас седи Филип Рикер. Колку кошта таа вечера? Дајте ја сметката да ја видиме. Пофалете себе? Пофалете се ако ништо друго? Или само сликички средба со овој, средба со не? Абе, дајте да видиме колку коштаат тие средби. Дека немаат ефект, поише од јасно е. Но дајте да видиме колку коштаат тие средби. Имаме по закон право. Еве ви една идеја, укинете го законот, па да не сме никој ни да прашува колку коштаат тие ваши средби. И топ ке си видите. Втора идеја ќе ви дам. Укинете републиката, прогласите монархија. Од индикациите се тие. Од наше дете до, нели, скандалот во Вашингтон. Ако сакате да прогласите монархија, па не се криете. Прогласите си монархија. Па 600.000 се позади вас ќе ја прифатат као монарх. Гаши може да биде заменик монарх. Нели, добра идеја. Ќе размислите? Знам дека сте мислеле веќе. Тоа е најдобриот начин за вечно да бидете на власт. Никој да не смее да ве прашува што правите. Каде трошите дневници? Луѓе како нас да не смеат да постојат, да нема јавност. Може само оние што пишуваат дебилски, имбецилски уреднички коментари, само тие оставете и тие и така ви се влезени у внатрешни органи. Ве молам, размислете. Јас знам дека сте размислиле веќе одамна, но видете како може да го спроведите тоа. Да станеме монархија. Монархија Северна Македонија. Добро, нели? Знам дека сакате. Ама додека не успеете тоа да го остварите, додека смееме да снимаме, ќе прашуваме. И пак ќе прашам. Колку кошташе патувањето? Кој беше? Колку дена бевте? Каде бевте сместени? Колку коштаа хотелите? Колку поделивте за дневници? Рековме, минимум $50.000 се само дневниците. И ако биде, значи, се она по елементи и картата колку коштува само
врховниот лидер $4.000, рачунајте дека под 400-500.000 евра нема да искочи. Но може грешам. Еве, вие негови блиски од финанси, спасете го, па кажете Филип лаже, манипулира, не се 500.000, само 273.000 евра се. Во исто време Република Хрватска четворица. Па клошари едни бе, од Хрватска. Па вие појма немате бе. Па тоа е најголемата воена алијанса на сите времења, така рече нашиот лидер. Клошари едни. Па не ви е местото таму, само четворица. Ние сме држава. Од 27 па нагоре у делегација. И што мислите, не знаат американците дека ние сме отишли и порано? Денови порано да ја зајачаме американската економија со плаќање хотели, превози, дневници, трошење пари, купување шопинзи и така натаму. Ние сме правата држава. Ние сме правиот партнер. Без нас не може НАТО. Клошари едни. 4 души отишли. Пубе! И од Европска народна партија треба да ве избркаат. Не сте вие репрезент ХДЗ, кој што треба. Вака се води десничарски држава. Нема информации, што сакаме ќе правиме. Кој сакаме ќе водиме. Колку сакаме ќе седиме. Ќе ни кажува тука некој. Имаме ние внатрешните органи. По нарачка ќе пишуваат. Џамија сакаме у парламент. Џамија го сакаме, 2 џамии ќе изградиме. Па може светова монархија. Затоа земете, размислите. Добро би било. Братот Трамп збори повеќе и од мене. Ама добро, братот Трамп е братот Трамп. На почетокот спомнав за него. Светот можеше да пропадне во хаос. Значи, можеше дури да ја доведат Америка во граѓанска војна. И многу симпатични беа овие нашиве аналитичари, кои што велеа дека сам си го нарачал атентатот. Мислам дека нема потреба да коментирам. Човекот се гледа дека е променет, фацата, физиономијата му е променета, начинот на однесување. Се гледа дека човек што се соочил со смрт. Но и во моменти кога се соочил со смрт, ја дигна раката и рече фајт или борба. Тоа е отприлика сето она што може да биде сконцентрирано во вистинските десничарски, национални или патриотски вредности. И мислам дека неговата победа сега веќе е известна и мислам дека ќе го смени светот кој што е на раб на Трета светска војна. Но тоа се големи теми. Ние, мојата маленкост, да не навлегуваме во детали, еве само неколку индикации да оставиме дека неговата победа ќе го смени светот, се надевам ќе ја стопира војната во Украина и веројатно војната во Израел. Мислам дека е тоа повеќе од доволно. Значи, да се запре човечкото патење, да се запре губењето на млади животи без потреба, да се запре уништувањето на Украина, која што од некогаш витална и голема држава и нација ќе се сведе на остатоци од сето тоа. Мислам дека тоа би било доволно. Она што повеќе ме загрижува е билдањето, односно рапидното зголемување на арсеналите на оружје во целиот свет. Сите држави многу го зголемуваат својот воен арсенал и своите вложувања по глава на жител. Тоа, ако не го прекине Трамп, бидејќи знаеме дека демократите се милитантни и почнуваат војни ради војни, поради воено-индустријскиот комплекс кој што всушност стои у позадина на сето тоа во Америка и нели преку тоа се стварува доминација во целиот свет. Тоа ако не го стопира Трамп, ќе експлодира у далеку поголем, далеку поопасен конфликт во рамките на целиот свет.
кој што може да доведе и до целосно уништување на нашата цивилизација. Затоа мислам дека треба да имаме некаква надеж дека ќе дојде и ќе ги смени овие работи. Океј, мислам липтардите ова ќе го сметат како навреда, они имаат, нели, Бајден е многу добар, ЛГБТ, сите се еднакви, жените може да бидат мажи, мажите може да бидат жени, жените може да односно мажите може да учествуваат у женски спортови и да бидат во затвор со жени ако се сметаат за жени и да не навлегувам во тоа. Значи тоа е едно тотално забегување, тотално губење на цивилизацијска и секов друг на основа, а ако сакате и биолошка основа. Маж не може да биде жена и обратно. Едноставно не може. Ако не ви е јасно зошто не може, одете читајте или одете лечете се, не е мој проблем. А мене ако не ви се свиѓа тоа што го зборам, ајде имате други подкасти, има LGBT подкасти и слични колку сакате. Значи братот Трамп ќе победи, освен ако не пробаат пак да го утепаат. И во тоа не се сомневам. Ако ви интересира дел од анализата што е на оваа тема, ја правевме во вторник во Тешки муабети и погледате таму сега да не повторувам. Пак исти работи. Сега за крај. Не знам, ова може да биде и последна епизода од оваа сезона или е предпоследна, тука на крај сме. Значи, стварно сме на крај на втората сезона, па за кратко после одмор ќе се видиме и во трета сезона. Со Господ напред ќе коментираме. Сега умеѓу време глупостите што ќе се дешаваат, може и ќе пројдат така неискоментирани или ненаредени во следоред во мојот серијал, но ќе ги наредам на Facebook, пратете ме таму. Значи сега за крај, стварно за финале. Ќе ми го дадете од режија, ве молам на овој дел, видеото од Тешки муабети за Јанушев, имотниот лист негов. Од ова со имотните листови не завршува. Таман се расправивме и почнавме да забораваме за имотните листови и Шафхаузените на Мицко. Ете го сега, овој па поклони добивал. Пуштите го видеото. Ова е стариот имотен лист на Игор Јанушев. Стан 6 милиона денари, стан 17 милиони денари, имот 15.000 евра, стан 3 милиони, стан 2 милиони, стан 3 милиони 800, уште една кола 900.000, акции милиони и пол, дивиденда 6.000 денари. Значи два стана Јанушев добил на подарок. Ова е новиот анкетен лист на Игор Јанушев. Сега е генерален секретар на владата. Недвижен имот во земјата, градежно изградено земјиште 20 милиони денари, договор за подарок. Значи Јанушев добил на подарок 325.000 евра, тоа значи стан. Што е интересно, во новиот анкетен лист на Јанушев ги нема 4 стана, 2 коли. Овие станови во стариот анкетен лист, кога бил пратеник, ги нема во новиот анкетен лист. Бугарската фирма на Игор Јанушев, печалбата на Флукбан Транс, секоја година по 300. За секој од содружниците по 100.000 евра некој им дава секоја година. Значи човекот добил поклони. Кој што добиваше поклони Рашковски, нели, од Мекици, од ово, од оно. Ој нема објаснато дали му се од Мекици, ама поклон. Земјиште градежно во центар на поклон. Браво. Господине Јанушев, и јас сакам да имам пријатели и другари како вас. Мислам се разбирала да беше Хрватска. Немаше да смеете да кажете такво нешто и немаше ни да смее никој ни да ви поклони такво нешто и ќе имаше ред, закон, затвори и така натаму. Добро, ова е северна. Знаете, се разбираме. И тука може поклони. Градежно земјиште во центар подарок. Што е следно? Ова беше Сајбер команда во редовниот термин. Јас сум Филип Петровски. И никогаш не заборавете, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.